Добар ден во уште едно издание на Вести Плюс. Денеска имаме здравствена тема. Со нас во студиото е Ана Марјановиќ од Сдруженијето Хема Онко. Ана, добро дојдовте. Ви благодарам на поканата. Ана, интензивно деновиве се говореше, како и на некој може да кажеме квартали во една година, за терапијата на клиниката за онкологија и радиотерапија. Каква е состојбата денеска? Дали пристигна терапијата? Дали сите пациенти имаат потребната терапија? Вака прво да почнеме од тоа, сега е актуелно, не онкологија е никако да се стивне актуелноста во изминатите неколку години. Проблемот не е од денеска. Терапијата пристигна на клиниката за онкологија, меѓутоа веќе денеска добивме информација дека повторно почнува да снемува дел од терапијата, што нова, што дел од таа што дојде, што повторно ме враќа на она кое што го кажав и пред неколку дена кога немаше терапија, тоа е дека се додека не направиме некоја драстична промена во тоа како се планира, како се набавува терапијата, како се чува терапијата, ние постојано ќе имаме проблем. Или тоа што онаа терапија која што стигна, оние пациенти кои што не ја примија, дојдоа да ја подигнат, стигнаа нови пациенти, зема и сега оние кои што треба веќе вториот циклус да го примаат од терапијата, некои терапии повторно ги нема. Дел од нив со сигурност ќе ги снема до крајот на оваа недела. Меѓутоа, ништо од ова не го решава проблемот. Значи, јас на неколку пати веќе кажав, зголемивме буџет. Не е решение и мора негдека да постои решението на тоа како да го надминеме овој проблем со терапиите во Македонија, иако знам дека проблемот доаѓа од повеќе места. Бројот на пациенти е зголемен. Во смисла, не е зголемен на тоа колку нови пациенти доаѓаат на онкологија, колку што е зголемен во однос на тоа колку пациентите преживуваат и колку се подолго на терапија, што за нас како пациенти е најважниот дел од оваа приказна, бидејќи терапијата делува. Јас искрено сакам да верувам дека со законот за лекови, кој што е веќе во привршна фаза и за кој што бевме седнати на маса не само пациентски организации, туку на драго срце бевме поканети, меѓутоа и сите чинители во лекувањето, дека дел од ова ќе се промени. Меѓутоа, доколку не настанат промени во однос на тоа како се набавува онколошката терапија, па дури и целата терапија, тоа што јас претпоставам дека не е само онкологија со овој проблем, сигурно се и другите клиники, тоа нема да се надмине. Значи, мораме да размислуваме во еден поинаков смер на тоа како патот од фармација до онкологија да биде пократок и што е најважното да биде навреме. Што се предлозите, решенијата? Зборувавте минатата недела со заменик министерот за здравство. Што е она што би можело да се смени? Најнапред она кое што може да се смени е да имаме протоколи за лекување. Кога ќе имаме протоколи за лекување, ќе можеме да имаме и луѓе кои што ќе можеме да ги предвидиме, ако имаме регистар за рак во Македонија, на кои што ќе им биде потребна таа терапија. Следното е навремено да се даваат парите за терапија. Ме разбирате, ако буџетот бил одобрен во декември месец, никој не може да ја разбере логиката зошто парите стигаат во април месец или зошто стигаат парцијално. Доколку е тој буџет одреден, одлучен, треба да е таму каде што му е местото, за да може да биде континуиран. Од друга страна, набавување на поголеми периоди. Сега да, ние имаме измени во начинот на тоа како терапијата може да се промени, меѓутоа ќе бидат одстапките од некои си 10%, еве нека бидат и од 20%, меѓутоа нема да бидат во толкав број на пациенти да останат без терапија, што значи и тука треба да има некаква промена. Сега тука се отвара една цела плејада на работи. Дали клиниката за онкологија има простор на кој што може да ги чува, дали ќе се направат договори со фармацевските компании да ги имаат на лагер кога ќе прати онкологија барање да стигнат на време. Значи, решението е таму негде. Ние како здружение не можеме да го дадеме решението. Ме разбирате, нити имаме увид во тендерските постапки, нити имаме увид во буџетите. Значи, не можеме ние да го дадеме решението, меѓутоа можеме да кажеме сигурно има соседна земја, еве да не одиме во европските земји, меѓутоа сигурно има соседна земја која што нашла начин како овој проблем да го надмине, бидејќи ние сме веќе во круг
премногу долг период. Ако пред неколку години беше проблемот пациентите не добиваат терапија, односно беше многу мал бројот на пациенти кои што добиваа одредена терапија, кога станува збор, ајде да речеме за скапата биолошка. Сега тој проблем го надминавме, имаме конзилиарно, односно имаме мултидисциплинарно да одлучуваат на онкологија кој ќе ја добива таа терапија, меѓутоа имаме застој во тоа кога стига терапија. За кои типови терапија? Што е нешто најчесто е дефицитарно на клиниката? Скапата терапија. Онаа терапија која што чини многу пари. Најчесто колку време ја се чека, колку време се прави знаете како пауза? сега не се тоа одговори кои што можам да ги имам јас. Јас ниту работам на клиниката за онкологија, Не вака како пациенти реагираат, по колку денови, недели чекаат? Зависно. Значи тоа зависи. Еве ви кажувам, терапијата која што веќе пристигна, со сигурност повторно ќе. Сега кој пациент овој пат ја добила, кој пациент минатиот пат ја добил, кој пациент сега ќе чека, кој ќе чекал минатиот пат, е веќе игра на среќа. Што не треба да биде. Така, Ана, на протестот спомнавте за скрининг програмите, дека скоро и да ги нема пред се за скринингот на откривање на рак на дојка. Колку е значајно и ве како пациент, кога ќе се открие на време и овој тип на рак, но и на долги стази, што значи и заштеда во делот на лекување и тој човек да продолжи еден подобар живот кога не бидел на онкологија, ако на време се открие. Клучно. Зошто една Европска унија и зошто еден свет пред нас вложуваат огромни средства во превенција и во скрининг програми, бидејќи заштедуваат на долг рок. Вие пациентите, како јас, ако кои што сте ги диагностицирале во прв стадиум, најдобро во нулти стадиум, мислам тоа е веќе нели нешто што треба да го постигне скрининг програмата, вас тој пациент ви се враќа на работа, работи, не станува збор за метастатски канцери, нема терапии кои што се долгорочни, кои што се скапи. Значи скрининг програмата е единствениот начин да државата обезбеди здраво, работоспособно население. Ние во изминатиот период имаме експерименти на темата скрининг програми. Скрининг програмата е исто така еден премногу комплексен проблем за кој што нема да го решиме во 20 минути, нема ни да го објасниме од проста причина што ние во изминатите години вложуваме во апарати. Во ниту еден момент никој не се запраша кој работи на тие апарати. Дали тие луѓе се обучени да работат на тие апарати? Дали тие луѓе имаат искуство? Сепак скрининг програмите на крај се сведуваат на окото на оној кој што ги гледа. Се уште не постојат апарати во кои што вие ќе сликате и апаратот ќе рече ова е, ова не. Значи мора континуирано да се вложува во кадри и скрининг програмата, знаете како, ние сме премногу мала држава, јас на неколку пати се надевам дека сега ќе успееме во идниот период да поработиме, и тоа што превенцијата во ракот почнува пред се од превенција. Добро е што имаме центар за дебелина, одлично е што почнавме, се надевам дека ќе го донесеме законот за пушењето. Значи тоа се првите чекори кои што влагаат во превенција. Ракот не е комплетно превенција, меѓутоа овие фактори влијаат и се надевам дека законот за пушење нема да биде нешто кое што ќе се одоговлекува како и се останато. Од друга страна, загадувањето е нешто што исто така треба да се работи и мора да се реши тој проблем во Македонија, ако зборуваме за превенција од сите болести, па вклучувајќи го и ракот. И тука веќе настапуваат скрининг програмите, меѓутоа скрининг програмите додека не се установи кој ќе ги гледа, каде ќе се гледа, дали тоа ќе биде еден систем, пак систем се нарекува, каде што сите слики ќе се слеваат, па оние доктори кои што се специјалисти по дојка ќе ги гледа. Значи има негдека решение, дали ќе одиме на варијантата на мобилен апарат, па ќе го шетаме низ државата, па така ќе го правиме тоа, па кога ќе имаме веќе центри, ќе работи. Значи има решение и е клучно ако сакаме на долги стази и да заштедиме. Како е на пациентките во внатрешноста и со мамографите и со онаа терапија која што требаше да речеме да се децентрализира, да не доаѓаат на клиниката, какви се нивните реакции до вашето здружение? Пред се ова го кажувам затоа што во многу градови имаат мамограф, нема доктор, има доктор, мамографот не работи. Се е некако централизирано во Скопје, како е со тие жени? Уште потешко, ако не е тешко на нас кои што сме во главниот град, можете да замислите како им е на сите оние пациенти кои што треба да патуваат. Децентрализацијата е многу добра идеја на хартија.
Јас еднаш кажав, ќе кажам повторно, јас стојам на својот став, не е решение во моментот. Бидејќи е пробано, ние сме децентрализирани, имаме во Штип, имаме во Битол, имаме во Тетово. Колку тие центри функционираат кога главниот центар Кубури со кадар, со простор на онкологија има одлични доктори, меѓутоа не можат да се размножат во однос на пациентите. Сестрите и персоналот се просторот, таа клиника не е изградена. Кога била градена, онколошките пациенти живееле година, 2, 5 максимум и тоа бил доволен тој капацитет. Во време во кога преживувањето е од 10 години нагоре, вие тој капацитет е веќе недоволен. И децентрализацијата апсолутно ништо нема да реши. Апсолутно ништо нема да реши ако не ги решиме овие проблеми претходно што ги имаме, па на крај да ја децентрализираме примањето на терапија за вие онаа пациентка од Струмица, од Битола да не треба да доаѓа до Скопје, 3 сати пат пред примање на терапија е апсолутно апсурдно и стрес на организмот. Меѓутоа тоа е фаза која што доколку направиме сериозен канцер план за наредните 10 години, можеме да ја дискутираме во втората фаза, дека ќе почнат да функционираат тие центри онака како што треба да функционира. Претходни денови излезе информација дека не работи 5 центарот, некако многу тензија, некој кажува дека има и други начини или на диагностика, да не трчат веднаш луѓето во приватните болници. Што значи 5 центарот за пациентите со канцер? Дали е неопходен? Сега вие не сте доктор, но сте поминале, пациентите поминуваат низ тоа? Зависи. Значи, зависи. Пак ќе се вратам на нешто што на почетокот го кажав. Доколку имаме национални протоколи, во кои што се вклучени и техники на следење, диагностики и слично, и пациентите малце подобро ќе разберат која е функцијата на 5 центарот. Зависи од диагноза, зависи од фаза на лечење. Јас веќе неколку пати сум кажала, 5 центарот подолг период од 2 недели не работи и тоа е страшно за една држава, бидејќи го имаме еден и тој треба да е функционален. Не се сите пациенти доведени во прашање. Страшно е кај лимфомите, меланомите, одредени метастатски канцери, кај кои што ПЕТ скенот е клучен во тоа како ќе се третира пациентот и што ќе се прави. Во сите останати имаме компјутерска томографија, имаме магнет. Уште еднаш ќе кажам, јас сум рекла, можеби ќе бидам распната од пациентите. Во Македонија 5 центарот се користи како играчка, желботека. Јас сакам да се снимам и јас ќе се снимам. Јас апелирам до пациентите најмногу. Го разбирам вашиот страв. Разбирам дека сакате да бидете мирни во однос на диагноза. Меѓутоа, разговарајте со вашите онколози и од нив добите информацијата колку во тој даден момент ви е потребно или не ви е потребно. Доколку онкологот каже дека не е потребно снимање, во тој случај знам дека стравот не исчезнува, го имам јас, сум го доживеала јас. Разговарајте со психолог, со некој кој што може да ви помогне да го надминете стравот. Не е снимањето нешто кое што ќе ве заштити од било што. Значи, ние имаме случаеви, сега не навлегувам, снимани на PET скен на 6 месеци, ништо не се видело, бидејќи PET скенот не го фатил тоа. Не е тоа алатка. Меѓутоа, затоа постои тој магнет, затоа постојат тие мамографи, кои што ќе ви кажат дали има нешто. И тоа е повторно проблем на системот. Не е ниту на докторите, ниту на пациентите. Затоа што ви еден пациент, кога од самиот старт ќе имате патека по која што пациентот ќе оди. И откако ќе му направите биопсија, ќе му направите патологија, ќе му кажете дека има канцер, ќе му ги направите сите потребни испитувања. Дали има таква патека? Немаме. Апсолутно немаме. Не постоечка. Колку е тоа важно? Да речеме, многу доктори апелира дека треба да има. Зашто вие во моментот кога ќе ве фати паниката првична, сте отишле во петокот на радиолог. Радиологот видел и ви вели: мене ова не ми се допаѓа. Ова е, не можам да кажам со сигурност, ми треба патологија, меѓутоа личи дека е канцер. Паниката која што кај вас како човек во тој момент настанува, ја знаете само вие и оние кои што го поминале тој пат. И вие сакате некој да ви каже што е следно. Во Македонија тој некој не постои. Дали кога се појавува некој ако отидете во петок? Кога ќе ви бидат готови резултатите од патологија, ама и тогаш што и некој не е, него ги добива, ги добивате резултатите од патологија и после патологот ви вика имате канцер, сега
зависи кој ќе ви ги даде, ако ви ги дадат на шалтер, најверојатно ќе ви речат видете каде сега следно. Ние уште не знаеме каде одиме. Дали одиме директно на хирург, дали одиме директно на онкологија. Значи, таа гранка измеѓу недостасува. Важно е пациентите да знаат дека онкологија е станицата. И тоа јас го кажувам многу пати наназад. Затоа ги имаме тие тумор бордови. За среќа и тумор бордот за гради почна да функционира во изминатите 3 месеци и тоа е еден од чекорите кои што ги направивме, кои што е клучен. Што значи? Што тоа значи? Тоа значи и што може да се подобри за пациентите. Во моментот кога вие ќе ја добиете патологијата, откако ќе се установи дека сте канцер пациент, без разлика дали ќе стигнете по случаен избор на торакална хирургија или ќе стигнете на онкологија, тим, мултидисциплинарен тим од онколози, радиолози, хирурзи, патолози одлучуваат за дали ќе бидете прво оперирани, како оперирани, дали се потребни дополнителни испитувања кои што треба да се направат, доколку се има потреба од претходно да се направи компјутер, магнет да се направи на одреден дел на телото или јас пак ќе речам не сум доктор, значи се одлужува што се треба да се дознае пред да се донесе одлуката за лекување и потоа се донесува одлука како ќе почнуваме. Дали ќе почнуваме со онкологија, дали ќе почнуваме со хирургија, дали ќе почнуваме со уште дополнителна дијагностика и дополнителни испитувања. Меѓутоа, ова е пак нешто кое што не можам јас да ги водам, а немаме кој да ги води пациенти. Дали ме разбирате? Значи, вие кој ќе го добиете патолошкиот, пак никој вас не ви кажува, кај вас останува... Што треба? Треба да имаме некаква карика помеѓу. Треба да имаме некаква карика која што е помеѓу, која што ќе ги насочува пациентите и која што нели ќе се погрижи да тој пациент од дијагноза до третман знае каде оди, каде лута. Во тој дел е клучно психолошкото советување и е клучно да е тоа со социјален работник, психолог, некој кој што ќе може да ви објасни, се разбира и доктори, дека и во случај да е, да не е, нели, кај нас ги добивате резултатите на еден толкав шанк на кој што ви ги подава. И потоа каде? Каков е патот? Каде продолжува? Кај секого е различен. Некој се враќа кај матичниот доктор во зависност од тоа каков матичен доктор има. И пак треба УПА да побара? Се губи ли тука време чекање на апсолутно, вие не можете да отидете одма кај онкологот, кај торакалниот хирург? Мора да се вратите кај матичниот доктор да ви издаде упат. Дали за торакална хирургија, дали за онкологија, тоа најчесто кај нас оди кому иде, односно каде ќе најдам побрзо термин. Значи, ако немаме јасна патека, јасни чекори, секогаш ќе имаме хаос и предијагностицирање и се останато. Значи, во Македонија е срушено верувањето на здравствениот систем општо. Зошто? Зошто никој не веруваме? Зошто имате вие денеска работа? Вие работите здравство. Колку биле во изминатиот период скандалите кои што го погодиле македонското здравство? Значи сите тие заедно, кумулативно доведуваат во тоа да кога вас ќе ви рече онкологот, не ви треба PET скен, немате потреба да правите PET скен, вие од таму да излезете и да речете не, ја да бидам сигурна, јас сепак ќе го направам. И што е најстрашно, ќе се задужите и ќе ги земете парите ако не можете да најдете врски, ќе го направите. Сте се изложиле на финансиски трошок, на психолошки трошок, на снимање кое што ви е непотребно. Зошто? Бидејќи немаме основна доверба во тоа. Дали сте разговарале еве кога бивте кај заменик министарот, дали кажавте дека треба итна ваква патека за тоа што Вака. Она кое што ние во моментот како здружение го кажуваме е дека не е само патека која што треба. Така. Она кое што треба е тоа што го прави Европска унија, тоа е канцер план за 10 години. Ниту еден од овие чекори самостојно нема да го реши проблемот. Ниту на државата, зашто онколошките пациенти се очигледно проблем на оваа држава, без разлика кој е на власт и не е на власт, ние сме проблем на државата. Ниту на државата ќе го реши проблемот, ниту ќе го реши проблемот на онколошките пациенти, што за мене е уште поважно. Ако имаме план, и тој план треба да биде во минимум 10 години, со сите чекори, од превенција, до дијагностика, до патеки, до протоколи, до третман, до следење на третманот, ние не правиме апсолутно ништо и јас се надевам дека почнати се чекори од сите страни, дека ќе седнеме на една маса, дека ќе направиме доволно работилници, пред се да ги мапираме проблемите, кои што се многу, ви реков, во сите чекори, да ги мапираме, да
видиме од каде точно ќе се почне и тоа на крајот на денот да помине на влада и да не може следниот министер или следната влада која што ќе дојде нова. Три министри сме. Господинот Клековски во моментот кој што е 20 дена на позицијата е третиот. Во изминативе ни 2 години. И тоа е сериозен проблем. И не сме здравството да зависи од еден човек. Без разлика дали е некој кој што со години бил во здравството, дали бил некој доктор или бил информатичар кој бил донесен од било која партија. Стратегијата за тоа како ќе го победиме ракот ја измислил некој пред нас. Значи, ние не треба дури ни да ја измислиме. Треба да ги мапираме нашите проблеми, се разбира нашите можности, зашто не сме ние ниту Словенија, ниту Швајцарија, и да видиме според можностите на оваа земја што ќе прави. На крајот на денот, ако имаме план, ќе знаеме и дали ова здравствено осигурување кое што ние го плаќаме е доволно да се покрие тоа. Или ќе размислуваме како една Германија, како една Словенија да донесеме нешто поново. Така. Ана, ти благодарам, се надевам дека навистина овие пораки ќе стигнат и до Министерството за здравство, до фондот и до секаде нели каде што треба да имаме поквалитетен систем и се надеваме дека наредното нели ќе биде во позитивна насока интервју. Драги гледачи, ви благодарам на вниманието и останете со програмата на Канал 5 телевизија.